This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Multis. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Friday, 8 p.m. New podcast. Let's get started. Денешната епизода ја стартувам со некои информации кои што искрено не ми се допаѓаат, но едноставно е тоа е ситуација ковид, протоколи, повторно враќање на некои од мерките и повторно враќање на некои блокади. Како што кажав и минатиот пат и како што кажав и во изминатите неколку епизоди, не верувам веќе дека ќе има локдаун, па колку и да се тие бројки големи. Прво и важно е дека нема големи бројки на смртни случаи. Тоа за островот е многу важно. Втората интересна работа е што видовме сите што значеше се тоа на затварање за економијата. Да, точно е, бројките се сега дури и во Малта рекордни во однос на она што беше во првиот период од годината, но факт е дека сето тоа може да се избалансира и мене ми е само чудно кога знаеме дека сето тоа може да се изменаџира наједноставно прво, примерно со држање на физичка дистанца и носење маски на секој затворен простор, на секоја близина помало од 2 метри и тука веќе одма ќе се елиминира голем дел од работите. Сега, некои работи навистина не може да се прекинат, како што е отпочнувањето, например, на спортските настани, фудбалската лига. Без разлика што не е дозволено да има публика на стадионите, сепак контактот кој го имаат фудбалерите за време на надпревар, кошаркарите, ракомедарите и така натаму, дозволува да дојде до расширување на заразата. Неднаш и зборував за тоа. Многу е дискутабилно сето она правило фудбалерите да играат фудбал, но кога ќе седнат на клупа да стават маски, а претходно се гушкале, постигнувале голови, да не кажувам и за сите оние работи кои што се стандардни во време на играње на еден надпревар. Џабе е да се дезинфицираат топките на почетокот на првото и на почетокот на второто полувреме. Таков е случајот токму од вчера со екипата на Сайренс од првата лига. Веќе се откажени сите надпревари во следниот период, бидејќи екипата на Сайренс има неколку ново заразени и таа е целосно во карантин. Тоа значи дека има голема можност повторно да дојде до откажување на многу од надпреварите во првата и во втората лига. Ние тука нема да затвориме и ние нема тука да завршиме, туку ќе продолжиме со промоција на се она што е интересно и од спортот во нашата емисија. А реков и најавив минатата епизода дека малку ќе позаборуваме за македонскиот дел од фудбалската или од спортската страна на островот. Денеска во првиот дел од разговорот го имам гостинот со кој што направи еден интересен муабет и тој е на една, ќе кажам, од највисоките позиции воопшто во првата фудбалска лига, Марко Глумац, познат спортист, долго години овдека на Малта, фудбалер, тренер на неколку екипи, една од нив ја внесе пред 2 години во првата малташка лига, сега е спортски директор на една од најдобрите и најдобро организираните и најголеми академии фудбалски во Малта. Тоа е Свиги Юнайтед фудбал клуб. А во вториот дел од разговорот и ќе видиме и еден мал сегмент со можеби и оваа година ќе биде како што беше и минатата година во својата категорија најдобар голгетер. Токму така, македонец.
Марко Глумац е спортски директор на фудбалскиот клуб Свиги, еден од клубовите кој што има големи аспирации во првата лига и женска и во останатите категории машки. Клуб кој што е од поновите клубови, но со многу деца, со многу новини и едноставно со сосем нова шема од кога дојде Марко. Како е, тешко ли е да се работи фудбал во Малта, бидејќи ти сепак доаѓаш од балканските простори, каде што многу повеќе и подобро се работи фудбал? Ćao Igore, pozdrav tebi i svim svojim gledalcima. Pa ništa nije teško što se voli da se radi, fudbal je, ja samo fudbalom se bavim ceo svoj život, igrao sam fudbal, završio sam neke škole za fudbal, licence, ostale stvari. Zadovoljstvo mi je da radim u fudbalu, sticajem okolnosti našao sam se na Malti. Tu sam se, što se kaže, za sada skućio sa porodicom, čak su mi se i djeca rodila ovde, tako da već dosta godina sam ovde i dalje se bavim samo fudbalom. Uspeo sam jedan od retkih da uspijem da živim od fudbala. A što se tiče da li je teško, pa ako si istrajan u svom poslu, na kraju se uvijek stignu rezultati. Ja se time vodim i uvijek sam s time vodio u životu. I dao sam sve od sebe, šta god, gde god, da sam na Malti ili u Španiji ili da sam negde u Americi, nije ni važno. Tako da za sada sve ide kako treba i bit će i bolje sigurno. Ти си од неодамна и малтежанец. Сега направи една разлика. Порано, кога го немаше малтешкиот пасош, беше полесно или повеќе ти прифаќа или сега? Или едноставно тоа нема врска? Малтежани овде кога гледаат работата, гледаат кој си, што си, па едноставно и така дојде на позицијата главен, прв човек, ќе кажам, спортски директор на еден од поголемите клубови овде. Jeste. Pa nisam ja od uvek bio direktor kluba, ja sam ovde počeo kao trener običan, jedan trener mlađih kategorija sa najmlađima, pa sam radio u nekim školama fudbala, pa sam postao trener onda sledeće godine, na primjer do 19 godina, pa sam onda bio trener ponovo do nekom drugom klubu i tako dalje. Ono što sam pre direktora kluba bio u dva kluba, dosta velika isto na Malti, sa puno ekipa i puno dece. Bio sam direktor mlađih kategorija, znači direktor akademije. Sad sam prvi put direktor celog kluba i desi se da bude kluba koji ima najviše kategorija na Malti. Klub koji ima tri sekcije, ima fudbalski muškarce, ima žene, u svim kategorijama, obe kategorije, i ima čak i futsal. Čak i futsal ima u kategorijama, znači mlađi i senior. I ja sam dobio to poverenje kluba i da budem direktor, da vodim računa o svim kategorijama. Veliko mi je zadovoljstvo. Što se mene tiče, vodio sam ovdje i klubove u Premier ligi, seniora, znači, ali ovo je nešto totalno drugačije. Prve godine da nisam trener, da treniram trenere, bukvalno da organizujem sve programe rada. I za sada sve ide kako treba. Početak je, tek je par mjeseci sam tu trener, vidim da sam već stekao veliko poverenje, što mi je drago. Moram da kažem, ljudi me znaju, ja sam ostavio neki trag ovde što se tiče mog rada. Sad, to što sam stranac ima svoje, imam ja priču za to, mogu da pričam o tome i duže. Ništa nije lako, mora se dokažem, kao stranac uvijek mi je bilo teže, znači naravno puno puta se desilo da Maltežani imaju prvenstvo, ali kažem, eto, kao što sam i počeo ovaj razgovor, nekim svojim radom, odgovornošću, eto, uspeo sam da steknem to poverenje i za sada ide kako ide. Да, поддршка кон тоа и доказ за тоа и твојата фудбалска школа. Know-how фудбал е школа која што долго работи во Малта. Како си од таа страна задоволен? Pa, što se tiče moje fudbalske škole na Malti, jeste, zove se Know-how Soccer i ona traje već pod ovim imenom, traje 7. godina. Ja od kada sam došao na Maltu sam uvijek pokušavao da napravim razliku u mojim programima rada. Pošto sam ceo život, kažem, igrao fudbal i imao sam to zadovoljstvo da igram u nekim velikim klubovima i u Srbiji, i kad sam došao na Maltu, uvijek sam se vodio da probam, sad koliko sam bio uspešan, to možda se razgovara, ali da probam da radim nešto drugačije od ostalih. Tako se desila i ova škola. Program rada je specifičan,
program je duži od samo treninga, znači tu je edukacija, tu su razne lekcije vezane za sport, vezane za fudbal, specifične lekcije. Dovodim goste na predavanja, ja sam pravim predavanja, pokušavam, ideja je da se deci pored treninga objasni, dočara suština sporta, suština fudbala i do sada to uspeo sam u tome. Što se tiče ove sada trenutno know-how sokera, usavršio sam taj program rada i eto već 7. godina, već je veliko interesovanje, prepoznao se taj rad i drago mi je, čak mi je drago i da neki drugi klubovi, druge škole pokušavaju da primene taj program, znači da se radi dobro. И на крајот, до прашање што е стандардно за нашата емисија, бидејќи се работи секој пат пред се приоритетно за македонци. Како си задоволен на македонците на Малта? Има ли добри фудбалери во младите категории, во големите? Имаш ли искуство со македонци? Зашто сепак имаш една позиција која што сигурно прави обсервација на сите фудбалери овдека во Малта. Jeste. Moram da kažem da imam, naravno, pošto sam trener ovdje i direktor, manje se družim sa igračima, naravno. Bilo je tu prošlo dobrih igrača kroz malteški fudbal za ovo vreme dok sam ja ovdje, ali definitivno Makedonci, kao i svi naši ljudi s naših prostora, su u mogućnosti i mogu i prave razliku ovdje u fudbalu. Nama je fudbal, mi imamo, sanjamo da postanemo fudbaleri, ljudi sa naših prostora. Na Malti je malo drugačije, njima je to ovdje više kao hobi nego čime bi se oni bavili u budućnosti. Naši ljudi sa naših prostora vide fudbal kao izazovi za neke veće stepenike i tako dalje. Imam dosta drugara van fudbala koji su Makedonci, pozdravljam ih ovom prilikom, puno njih, dosta njih rade različite poslove, ili su konobari, ili su menadžeri u nekim klubovima, ili ne znam, rade neke druge poslove. Naravno svi mi biramo društvo, ali kad se nađe dobar, to je pravi. Марко, ти посакуваме голем успех и еден ден за година две да разговараме, да ти ја честитаме титулата во некој од категориите со свиги. Hvala puno i volio bih da u prvoj godini bude nekih dobrih rezultata. Igor Filevski Show, Friday 8 p.m. New podcast. Ова е последна недела каде што имате можност, ако се уште не сте се пријавиле за оној план да влезете во изработка на патните документи ако ви се со истечен рок. Значи за македонците во Малта кои што имаат истечени пасоши, рековме дека првиот чекор е пријавувањето, а вториот чекор подоцна ќе дојде оно известување од амбасадата во Рим како ќе се регулира сето тоа и како ќе се изведе целата таа процедура, за да не мора да одите до Македонија за да го обновите вашиот пасош. Значи уште еднаш сега ќе го погледнете на нашиот телоп како е првиот чекор и што треба да направите. Ова е последната недела. Бидете секој ден на нашата Facebook страна од понеделник до четврток, 4 дена со 4 термини ќе бидат конечното решение. 4 конечни решенија во интервал од 4 недели ќе ве донесат до финалната дестинација, локацијата каде што ќе треба да го пронајдете пликото кое што ние ќе го скриеме на некое интересно скришно место. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Минатата потера го добивме решението низ наградното прашање. Ова го стартувавме и се надевам дека веќе имате предпоставка на каде се движиме. Беше Пископо, беше Convenience, беше Пави, беше Value и конечното решение е Пама. Значи, првото финално решение, неделно,
Ние Пама. Од понеделник чекајте го откривањето на второто неделно решение. Може би ова недела ќе имаме и финално решение ако некој биде добар логичар и ги поврзе барем двете финални неделни решенија. Но ако не, ќе ги чекаме сите 4, како и стандардно. А ако не се погоди потоа, ќе имаме наградно прашање. Значи, за потера, завршницата од ова недела е Пама и чекајте од понеделник ново. Xavi, l'obertura de Xavi a la dreta per Alves, a veure Dani Alves, la centrada d'Alves, Terri amb el cap, el control de To, treu la pilota malament Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, xut Iniesta, gol! Podcast. Андреј Наков, што го наполни 16 години и е најмладиот голгетер во U17 лигата малтешка Македонец. Андреј, добре дојде во нашата епизода. Прво, како ти е во Малта? Па, првата година не ми беше до толку добро, ми фалеа другарите, школото, ми фалеше Македонија, но како што останав да живеам тука, се најдов многу убаво. Многу ми се свиѓа. Сега си важиш за она прекината сезона како најдобриот голгетер во твојата лига. Сајрен се сигурно горди, клубот каде што играш, и како ти се чини фудбалот во споредба со она што го играше во Македонија? Полесно е тука да се биде најдобар голгетер или потешко? За мене е некогаш полесно, некогаш потешко. Стандардно. Да. Дали имаш и контакти со луѓе од твојата татковина, бидејќи се знае сега Андреј Наков го знаат сите, се чита преку социјалните мрежи и така натаму. Дали некој некогаш ќе те повикал, еј, врати се во Македонија или дојди со нас во репрезентација или да те видиме, да ни пуштиш видеа? Се уште не. Се уште не, немам добиено ништо. Но дај Боже во иднина.
Кажи ми како се чувствуваш сега во моментот, бидејќи и јас што туку објавив денешната епизода дека екипата Sirens, сениорите, имаат неколку фудбалери ковид и се прекинуваат сите надпревари. Дали тоа значи дека и вашите категории ќе бидат прекинати? Вашата категорија нема ковид регистрирани, што значи вие продолжувате, но дали е тоа официјално? Па сега за сега не е официјално, бидејќи ние продолжуваме со тренинзи, али утакмици нема да имаме. Не е 100%, али повеќе проценти има дека нема да играме и дека ќе ни заврши сезоната. Односно, ќе биде на пауза и кој знае кога ќе продолжи. Тоа е сигурно големо разочарување, ете и за нас беше шок кога вчера слушнавме дека ќе бидат прекинати дел од надпреварите повторно поради оние ковид протоколи. Како ти се чини, можеш ли да напредуваш тука, кога ќе продолжи сезоната, зборувам, да напредуваш фудбалски, да се надградуваш до една позиција, да бидеш стандарден првотимец не само на Sirens, туку и на некој посилен клуб и во Малта, па дури надвор, може и во Италија, Сицилија, бидејќи гравитираат овие фудбалери кон италијанската лига? Па да, можам многу да се набилдам, да речеме, и да напредам. И не знам, за 5 години јас се гледам некаде каде Италија, Шпанија. Да. Имам многу голем сон да стане нешто. Кој фудбалски клуб ти е омилен и кој фудбалер ти е омилен? Внимавај што ќе ми одговориш. Се шегувам, ме интересира стварно. Да. Ја од кога сум мало дете, татко ми како да кажам, ме научи на фудбал, ме влечеше на фудбал и цело време Реал Мадрид. Реал Мадрид до сега го сакам и цело време го бодрам. Тоа значи дека и Кристијано Роналдо ти се допаѓа? Да. Кристијано е како очен наш за мене. Добро, тука ќе го прекинеме интервјуто и веќе нема да разговараме. Се шегувам. Јас сум на другата страна од Барселона и Лео Меси, ама нема никаков проблем. Дали ти се чини дека малтешкиот фудбал оди нанапред во однос на она што го има во Македонија, дека се подобри условите и дека нуди нешто повеќе од тоа што си го имал во Македонија кога си играл фудбал? Па да, тука многу повеќе работи нудат. Во Македонија некако финансиски не се стабилни многу клубови, но тука во Малта се гледа дека многу клубови можат многу да ми дадат, да издржат. Терените Sirens се секогаш расположени и за примање на многу деца и за одржување на надпреварите, што е фантастично. Но како е со училиштето? Дали овдека учиш во Малта? Да, во Lily of the Valley. Така? Учам. Но оваа година ми беше последна година и сега ќе запишам во МКАСТ коледж. Значи одиме едно ниво погоре, коледж. Тоа подразбира дека наредниве години, како што рече 3-4 години, секако планираш да останеш во Малта, па понатаму ќе видиме дали Италија или Шпанија. Да, ќе видиме. Или може Португалија, Англија. Ќе видиме. Логично, не требаше да поставам прашање. Андреј, ти благодарам многу на твоето гостување во нашата епизода и се надевам дека ќе добиеме покана кога ќе почнете да играте со надпревари, да бидеме гости на некој надпревар па да те снимиме и со видео и во живо да ги видиме твоите голови. Да, секако. Тоа е гарантирано. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. Како што започнавме, така и ќе завршиме. Тука на ова место, на оваа позиција, која што според временските услови очекувам дека од наредните 7 дена ќе биде подобра и повторно ќе ни се врати сонцето кон крајот на октомври. Барем така било секоја година. Нестабилно октомври и ноември, но сепак со денови за капење и со денови за уживање на брегот. Стандардно, рубриката Out и In е на самиот крај од денешната епизода. Нешто што ние сметаме или што сме одлучиле како екипа, што е она што ги оцени 7 дена на островот како негативни
и 7 дена кои што сметаме дека е еден од позитивните акценти со живењето овде во Малта. Бидете ми во добро здравје, чувајте се. Едноставно доволно е да ја држите онаа физичка дистанца и маските, барам дека не пројдат овие мешања на сезонскиот грип со COVID-19, за да ги пребродиме сите оние протоколи кои што ни се доволно до сега наметнати и едноставно да не пробуваме на никој начин да направиме нешто што ќе ни се врати повторно црно-белиот цвет во нашите животи. Бојата е доволна сега за сега во овој период според она што го имаме како задолжителни протоколи. Така и нека остане. А понатаму од текот на март и април се надевам дека се ова ќе пополека ќе премине во еден заборав и едно минато со некое фотографско сеќавање на годината која што не беше само лоша. Научивме и многу добри работи од сите овие протоколи. Се гледаме наредниот петок. This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Friday, 8 p.m. New podcast. Let's get